because I do believe that honesty is missing a lot from the enlargement procedure. And the perception which has been going on now says to those who would like to join the European Union at one point of a time, as if the majority of the EU member states were in favor of the enlargement. But the sobering reality is that it is only the minority of the member states who are in favor of the enlargement of the European Union. That's the truth. Овој став на шефот на унгарската дипломатија Петар Сјарто, чија земја е следен председавач со ЕУ, заедно со прогнозите за новиот распоред на сили во Европскиот парламент, фрла сенка на процесот на проширување и македонските планови за евроинтеграција. Токму шефот на Сјарто, Виктор Орбан, озлогласениот и либерален лидер на ЕУ, угледниот политико го става на листата на клучни играчи на европската политичка сцена, чие влијание е суштинско за распоредот на силите на изборите што следуваат, на кои над 400 милиони граѓани ќе гласаат за избор на 720 пратеници во новиот парламент. Имено Политико предвидува дека иако и во минатото имаше страф од закани за пораст на радикалните десничарски политички движења, овој пат тој страф е оправдан. Тие анализираат дека ќе сведочиме на значително вртење кон радикалното десно, што секако ќе се одрази на клучните политики на Унијата, меѓу кои и таа за проширувањето. Резултатите на анкетата пак спроведено од реномираниот Европски совет за надворешни односи, во чија што посета екипата на Агенда 35 беше есента во Париз, покажуваат дека двете главни политички групи во парламентот, Европската народна партија, ЕПП, и Прогресивната алијанса на социјалистите и демократите, најверојатно ќе продолжат и понатаму да губат места, како што беше случај и на последните два изборни циклуси. Ова го одразува долгорочниот пад на поддршката за главните партии и зголемената поддршка за екстремистичките и помалите партии низ Европа, што резултира со зголемена фрагментација на европските партиски системи и на национално и на европско ниво. И покрај ова, експертите очекуваат ЕПП да остане најголемата група во парламентот и затоа да ја задржи најголемата моќ за поставување на агенда, вклучително и за избор на следниот председател на комисијата. Во Унгарија земјата следен председавач. Поради ова, ставовите на експертската јавност се малку и по-оптимистични. It will be a very interesting election time for sure. When it comes to the European Parliament, many scholars and experts fear that the composition of the European Parliament would be more right-leaning or far right-leaning. But nevertheless, in overall, I do believe that the European Parliament will remain pro-enlargement in its approach. I don't see any signs that would indicate an anti-enlargement or, let's say, enlargement skeptic political force that would emerge out of the European parliamentary elections. But in overall, I think it will be more difficult to make, let's say, visible political commitments. Немет прогнозира дека тоа што може да има влијание не се изборите на нашиот континент, туку тие преку големата бара. If we have a Trump 2.0, the transatlantic ties might be a bit shaken up. Europe and the EU might need to realize that they cannot really rely on the US as much as they did over the last 4 years during Biden's administration, which actually might be a good thing, because in a scenario like this, Europe can build its capacities more. Europe can strengthen itself like it did during the Trump administration. When it comes to, let's say, the Western Balkans and EU enlargement, what is efficient or proved to be efficient when the EU and when the US were on the same platform or are on the same platform when it comes to the importance of resolving issues in Bosnia and Herzegovina and between Kosovo and Serbia. Because during the first Trump presidency, we have seen that the Washington and Brussels were not on the same page. They had different approaches to the region. So I have this
fear that if Trump gets elected once again, then this understanding on the importance of the Western Balkans and how approach the problems of the Western Balkans might cause some troubles in Brussels and DC. Иштван Сентивани, кој и самиот беше европратеник, а сега истакнат опозиционер, смета дека вртењето кон радикалното десно нема да биде до толку значително. I think the right wing can be stronger than it is now, but not much stronger. According to the all polls and forecasts, say that they will get more parliamentarians, more seats, but not more than 25% of the parliament. That means that the overwhelming majority belong to the mainstream parties, not the far-right parties. And the far-right parties are also different. I couldn't put it all into the same category. For instance, if you look at the Giorgia Meloni party, Giorgia Meloni party is in many ways in the mainstream now. It's not really a far-right party. In domestic policy, yes, and in migration issue, yes, but in many European issues, they are pro-European, they are pro-Ukraine, very clear pro-Ukraine, and they are behaving like a mainstream party. За волја на вистината дека Унгарија се труди изборите да немаат многу влијание врз проширувањето, го искаже и самиот Сјарто, со порака до македонските граѓани дека и покрај сите предизвици и од внатрешната политичка динамика во Унијата и од геополитичките превирања, Унгарија ќе даде се од себе, заедно со земјите пријатели на проширувањето, пред се со официјална Виена, за процесот да биде конечно одблокиран, а земјите од регионот да престанат да бидат третирани како задниот двор на Европа.